kako vanredna состојба. Гледам пред мене полиција, а то се значи вооружени сили, а позади е ректоратот. Не знам кого го чуваат ректорот и ректоратот, или пак од лева страна правиот факултетот кај што излегува. Гледиште на уставот. Автономија на университетот предпоставува и неприкосновеност на територијата на која што университетот се наоѓа. Не може никој надвор од студентите и професорите да влегуваат на университет без одобрение на полициските сили. По мое време како професор не можеше ниеден студент облечен во полициска и војна униформа да полага испит. Мораше да биде во цивил, за да не се ствара разлика. Било каква интервенција од надвор на било која власт на територија на университетот без одобрение на органите, во овој случај без одобрение на Сенатот и на ректоратот, не може никој да влегува и најмалку нешто да преземе како акција или град. Според тоа е длабока повреда на автономија на университет. Автономија на университет не предпоставува само слобода во изведување на наставата и спроведување на испитите, туку гаранција на безбедноста. Университетот е тој што води сметки за безбедност. Никој не може да навлезе. Ќе ви дадам еден пример. 39-та година кога Григоров беше откриен од кралевска тајна полиција дека е член на друштвото Вардар, тој се криеше во библиотеката на правниот факултет во центар на градот. Полицијата знаеше дека е тој во библиотеката, но не смееше никој да влезе и да го апси. Ете, ако можела автономија во кралска Југославија да биде почитувана, може и денес. Ако не се почитува, тоа зборува за нас самите какви сме. Пред се за професорите и за студенти.